Стотина деца кај градскиот стадион во Штип денес учествуваа во денот на спортот, кој е дел од Европската плазма спортски игри за млади. Традиција долга повеќе од 30 години, а во Македонија се одржува за прв пат. Игрите ги отвори градоначалникот Иван Јорданов. Полека, но сигурно ги промовираме спортските вредности. Промоцијата на спортот е промоција на иднината, а инвестицијата во спортот е инвестиција во иднината. Затоа што преку вас ние гледаме иднината на нашиот град и на нашата држава. Го прогласувам овој плазма караван на спортски игри за отворен токму во нашиот град Штип. Добре дојде на игрите на учесниците им посака председателот на Асоциацијата на училишни спортови на Македонија Ана Мицкоска. Спортот обединува, спортот направи посрекни, а заедно сите ние, општественото одговорни компании, спонзорите, професорите, овозможивме да вие денеска го добиете сето ова бесплатно, без разлика дали се занимавате со спорт или не. Возбудата кај младите учесници се повеќе раснеше, особено во моментот кога прославените штипски спортисти Емил Павлов и Жарко Арсовски го донесоа пламенот на спортот и го запалија надпреварувачкиот факел. За учесниците ова беше посебен настан. Јас ќе се надпреварувам во наредно. Тука е одлично, супер и атмосферата сакам да биде и понатаму. Јас ќе се надпреварувам во одбојка за Ванчо Пркешколот. Јас сакам натака да поубави вакви работи да има да продолжиме со спорт. Јас ќе се надпреварувам во одбојка. Моите импресии се дека тука е многу убаво, дека и сакам се вака да биде. Резултатите од надпреварите за учесниците се предизвик. Јас очекувам да победиме ова утакмица. Од таа дисциплина очекувам победа. Од тоа очекувам да победиме денеска. Но сепак тоа е во втор план, бидејќи целта е друга. Главната цел на ваквите игри е да се омасови, односно сите деца да земат учество во спортските игри, во спортските настани со цел здрав живот и здрави навики. Денеска учесниците се надпреваруваа во 10 дисциплини. Најдобрите обезбедуваат учество на финалните игри закажани за крајот од јуни во Скопје.